Предпоставувам дека нашите гледачи веќе забележуваат за што станува збор. Овде сме во спортската сала 26 април во Гевгелија и разговараме со претседателот на ракометниот клуб Партизан од Гевгелија. Нашиот интерес е голем затоа што за прв пат во нашата емисија, после долги години постоење на ракометот и после згаснувањето, нели, за прв пат правиме репортажа за еден ракометен клуб. Зоран Кајтазов, како што кажа, претседател на ракометниот клуб Партизан од Гевгелија. Зоран, добре дојде во емисијата од станица до граница. Добре ве најдов. Реков, нашиот интерес е голем. Предпоставам дека и гледачите сакаат да чујат што работите, како работите. Еве некоја хронологија на самиот старт, или можеби најдобро е на почетокот да кажеме што ве потикна, која беше идејата да го реактивирате на некој начин ракометот во Гевгелија. Гевгелија е град со ракометна традиција, уште од 60-те, 70-те години, кога Гевгелискиот клуб РК Партизан се натпреваруваше во втората тогашна југословенска, силна втора југословенска лига, па се до 2004 година, кога и престана со работа нашиот клуб. Не поттикна младите гевгеличани повторно да имаат додирна точка, допирна точка со ракометот, да има младите гевгеличани каде квалитетно да го живеат својот ракометен сон. Не поттикна да има во Гевгелија повторно ракомет и во 2016 година повторно го реоформивме нашиот клуб, кој што, како што гледате сега, има некаде околу 40 ракометари. Морам да прашам на самиот почеток, кога кажува за овие почетоци или реактивирање на ракометот. Беше ли тешко? Се снајдовте ли лесно? Односно, барем во оној дел мора некако популацијата да се запознае и да се најдат ракометари. Значи, колку тоа ви беше потешкотија во формирањето и започнувањето? Секој почеток е тежок. На почетокот за реактивација на клубот се собравме ние, постарите ракометари, за да може да го издигнеме клубот на едно ниво, а потоа со ракометна школа, со вклучување на млади ракометари, на пионери, кои што се темелот на нашиот ракометен клуб во иднина. Секако, овдека помош имаме и од општина Гевгелија, кој што е покровител на целиот овој проект и им благодарам за нивната поддршка. Морам да прашам и нешто друго. Кога пред малку разговаравме, пред да го започнеме овој разговор, ми кажавте дека на времето, како средношколец, игравте во ракометниот клуб, односно се играше ракомет. Тоа е можеби долг период, меѓутоа, ајде една паралела, како беше тогаш и како е сега. И предпоставам дека бевте во тие години кога згасна ракометот. Условите за работа, мислам дека денес се многу подобри. Имаме една од најдобрите спортски сали во Македонија. Секој месец гостуваме по 2 гостувања во различни спортски сали низ цела Македонија и ја имаме едно од најдоброто спортско здание, едно од најдобрите спортски зданија во нашата земја. Имаме секакви услови за работа, имаме секакви реквизити, уште желба и мотивација за младите ракометари да можат да го остварат својот ракометен сон.
Димитар, колку време тренираш во ракометниот клуб Партизан? Од клуб Партизан тренирам 2 години. Така, ти се допаѓа овде? Да, многу. Што беше пресудно за ти да дојдеш да тренираш ракомет? Пресудно да тренирам јас ракомет, татко ми. Да? Да. Да не бил татко ти ракометар или не? Да, порано ракометар. Тој ти ја всади љубовта кон ракометот. И од денешен аспект, значи после толку време ти се допаѓа ли што си тука? Да, многу ми се допаѓа. Како течат тренинзите? Значи дали ги учите вештините во ракомет? Да, вештините ги учиме. Почетокот кога почнав да тренирам, учевме како се додава топка. И сега очекуваш најверојатно да започне лигата? Да, нашата лига за 2 недели. Ке играш најверојатно? Да. Лазар Аризанов, исто така член на ракометниот клуб Партизан. Лазе, од кога си во Партизан? Па више еден месец, два. Така, значи релативно нов. Која беше идејата што се запиша на ракомет? Па со другар ми размислувавме, пошто порано трениравме заедно кошарка и фудбал и сега размислувавме дали да продолжиме на истиот спорт, но нешто имавме работи кои не ни се допаѓа, па размислувавме да продолжиме со ракомет. Така, и ти се допаѓа ли овде? Да, овде е прилично добро за разлика од фудбалот и кошарката, пошто тука имаме и други услови, а и не исто како и таму. Кои се твоите очекувања, значи, од овој спорт? Затоа што ти си, реков, релативно нов. Што понатаму, како понатаму? Дали се гледаш некаде во иднина? Па јас размислувам дека полека за овие 2 месеци доста добро напреднувам и мислам дека ќе биде нешто. Така. Нешто подобро. Воопшто со ракометот во Гевгелија, како гледаш на овој спорт, ќе напредне ли, ќе биде ли добар? Па да, ќе биде доста добро. Добар. Сашко Динев е еден од можеби повозрасните, но и поискусните ракометари. Сашко, колку време си веќе во ракометниот клуб Партизан? Повеќе од 20 години, али имаше голем прекин. Негде од 13 години во Гевгелија немаше ракомет и сега повторно има. Може ли да се направи некоја паралела, некоја споредба, каков беше ракометот некогаш во Гевгелија, а каков е денес? Па сега условите се многу подобри. Подобро и за тренирање, па и сала, и услови, опрема, топки. Порано имавме многу слаби топки скинати, сега се оригинал. Така. Како течат тренинзите? Значи, колку сте задоволни од самите тренинзи, од подготовките? Значи, што се работи воопшто на еден тренинг? Па секој тренинг е различен. Ние почнавме уште од почетокот на август, 4 август на ракометното игралиште Партизан. Тие беа кондициони припреми, а овде со топка почнавме. Така. Од септември. Очекувања? Па да се биде негде на средина на табелата и да остане клубот. Најбитно од се е да почне да постои клубот и младите да тренираат. Така, како повозрасен, рековте младите, како гледате, колку младите, колку децата, младинците се заинтересирани за спорт воопшто во Гевгелија? Па сега со ова управа, значи имаме многу деца, негде над 40-50 деца има, за разлика пред 2 години немавме толку деца. И значи има и многу талент од нив. Од нас се разликуваат. Се интересираат? Да, има, да. Се интересираат. Еден од ракометарите генерација 2004, како што ми каже, име и презиме. Тодор Узунчев. Тодор Узунчев, од кога во ракометниот клуб Партизан? Па 2 години веќе.
Така и ти се Да, допаѓа? да, добро е овде, супер е. Има добри услови за играње. Се има. Кои беа причините што се запиша во ракометот? На рак? Па, прво бев на игрованов, после ми се допадна ракометот, преку татко ми Ристо Дунчев и продолжив и јас по семејната традиција ракомет. Што очекуваш од ракометот? Па, може да играм, не знам, да имам напредок и да одам во некој добар клуб. Јас колку што се сеќавам, татко ти беше добар ракометар. Ќе го надминеш ли него? Имаш ли такви претензии? Па може, да. 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 Каква ви е организационата поставеност? Претпоставувам тренери, рече нели број на ракометари и така натаму. Нашиот ракометен клуб функционира како здружение на граѓани. Значи имаме со сите законски пропишани управен одбор, извршен одбор, јас начело на клубот како председател. Моментално оваа сезона ќе се надпреваруваме во првата ракометна и во пионерската ракометна лига, организирани секако од Ракометната федерација на Република Македонија. Сениорите, како што можете да видите, главен тренер е господинот Митко Јанев, искусен тренер со долгогодишно 40 годишно искуство во ракометот, додека пионерите тренер е господинот Мандалов Ѓорѓе, кој што е професор по физичка култура и исто така долгогодишен член на нашиот ракометен клуб. Се очивте ли со финансиски проблеми како председател на клубот? Тоа е најгорливата работа кога се работи за спорт. Финансиските проблеми секогаш ги имало и секогаш ќе ги има. Ние како организатори, како председатели, како управа на клубот сме должни да им обезбедиме минимални услови на ракометарите за да може да функционираме нормално. Секако дека тоа е проблем, меѓутоа се надеваме, тоа е и предизвик за нас, се надеваме дека ќе го решаваме во најдобар ред. Така, можев да забележаме и самите кажавте дека имате повеќе категории, односно две категории така беа. Колку граѓаните се заинтересирани од денешен аспект? 2016-та рековте, тогаш и започнавте, веќе поминаа 2 години. Ова е трета сезона. Трета сезона како се надпреваруваме. За прв пат оваа година регрутиравме ученици, тоест ракометари од двете основни школи, од Крстен Мисирков и од Владо Кантарџиев. Имаме некаде околу 30 млади членови пионери кои што треба да играат во пионерската лига. Задоволни од постигнатите резултати овие 2 години или? Па да, резултати на почетокот и не треба многу да бараме, свесни сме за почетоците дека тоа е малку подолг процес, дека за еден ракометар да израсне во прав ракометар треба најмалце 5 до 6 години. Ние како управа сме свесни за тоа и стрпливо го чекаме тој момент. Пратите, претпоставувам, како спортист, што се случува со ракометот во Македонија, што се случува во Европа. Ваше гледање, значи ваше мислење за тоа каков ракомет се игра во Македонија? Де факто ракометот во Македонија е спорт број 1. Значи имаме 5-то и 7-мо место репрезентација на европско и на светско првенство. Имаме европски првак 2004 кометал Ѓорче Петров, пред 2 години Вардар во машка конкуренција, европски првак во ракомет. Тоа е неостварлива желба на сите кошаркари, фудбалери или во било кој спорт. Ракометот е де факто број 1. Моментално, според некои статистики, во Македонија има над 2000 млади ракометари. Не знам колку сте запознаени, има сите познати
ракометари, познати имиња како што се Стефча Алушевски, како што е Кирил Лазаров, како што се многу останати, Милева Велкова, Индира Кастратовиќ и така натаму. Сите имаат направено своји академии во кои што членуваат млади ракометари и во кои што се надеваме дека еден ден ќе бидат успешни како нив. Вие? Ќе бидете ли успешни? Да се надевам. Уште едно прашање сосем за крај. Во последните години во Гевгелија како да заживува спортот, не само ракометот, значи гледаме што се случува со кошарката, гледаме што се случува и со фудбалот. Кој е вашето мислење? Дали го делите ова што го кажувам јас, дека сепак еве младите сакаат да спортуваат, иако претходните години постојано велевме, кажувавме дека младите не се заинтересирани. Ова е некаков друг доказ. Сосема се согласувам со тоа. Младите од секогаш сакале да спортуваат. Меѓутоа, услови за спорт треба да создадеме ние, како чинители, како управа, како општина, како држава. Доколку им создадеме услови на младите да спортуваат, младите секогаш имаат желба за спорт. Тоа било од секогаш и ќе биде. Една порака за крај до сите оние кои што го почитуваат и сакаат ракометот? Сите кои што сакаат ракомет, кои што се родени 2004 година и помали, ги поканувам овде во спортската сала на термините кога имаме тренинг, да присуствуваат и да се упишат во нашата ракометна школа. И ги поканувам сите оние кои што сакаат да гледаат ракомет на нашите надпревари во прва и во пионерска ракометна лига.